кој што целиот свој живот го посветил на слободата и на ослободувањето на Република Македонија. Уште од млади години тој е активист во разноразни организации и кај него се раѓа таа младешка бунтовна активност со цел за ослободување на Македонија од поробувачите. Во суштина тој од самиот момент на окупацијата 1941 година не застанал, напротив, целокупниот свој ангажман го прави како во Прилеп, така и во западниот дел на Република Македонија, формирајќи разноразни комитети, одбори и така натаму, со кој што го јакнел партизанското движење и активностите на Комунистичката партија. Се разбира, она што го направил, тој е еден подвиг за вечноста, бидејќи да се спротистави на окупаторите во тој период и да загини на еден таков начин, значи толку многу да се сака својата татковина, толку да се сака слободата и така на еден таков начин да се загине за истата. Тие 2-3 дена од 7 до 9 се најдуваат во Џокдере, значи во овие неколку куќи и се преселуваат од една во друга куќа со цел да ги подготват делегатите кои што треба да заминат во Кумановско, односно во манастирот Прохорчински, каде ќе треба за неколку месеци да се одржи првото заседание на АСТО. Тие биле раководители на местниот комитет и на околискиот комитет на Прилеп, и со цел, значи, да ги предадат полномошната, да им ги предадат документите и да ги подготват што ќе се случува на првото заседание. Тука имало неколку делегати, со кои што ноќта помеѓу 8 и 9 се најдуваат во куќата на Киро Насков Георгиевски и му ги насочуваат во смисла на како да се однесуваат на во понатамошните активности. Конкретно за предавството се е осомничена една личност која е тука од комшите, Звездоска, која што имала непосредни контакти со некои од бугарските офицери и во едни такви услови таа ги предала, меѓутоа и покрај тоа што на 1 до 2 сати пред да ја опколат непријател да ја опколи куќата, ја имали информацијата Круме и Кире. Нејасно е малку зошто веднаш не бегаат, веројатно сметаат дека има време или така да имат се уште некои недовршени работи тука во самата куќа и при знаење дека ќе бидат обколени, знаење дека ќе бидат во една таква борба, сепак не се дале во бегство, напротив, и не се предале, напротив се одделе една борба која што низ еден пекол, така речено, низ еден оган, го дале својот живот за слободата, а при тоа и во тие последни моменти извикувале пароли за слободата, за партијата, за татковината. Во последниот момент од својот живот, дури и однатре, Кире им држи и еден краток говор на окупаторите. Штувани граѓани, денес се навршуваат 100 години од роѓањето на народниот херој Кирил Гавриловски Јане, еден од 10 загинати народни херои од Прилеп, кој што со неговата смрт покажа и докажа како треба да се сака татковината, како треба да се брани татковината и остави аманет на младите идни генерации, како треба да се почитува општеството и својата држава.
аманетот му го испраќам и јас на младите генерации, а тоа тие го потврдуваат со своите знаења, со учењето што го прават, што ние како локална самоуправа и јас како градоначелник тоа го поддржувам на секој ниво, со секој можен начин и на секое место. Благодарам.